Наместо ветуваното европско здравство. Во Македонија секојдневна пракса стана со граѓаните да ги лечиме со СМС пораки и донации. Последниот пример со младиот Леонид Иванов не смееше да се случи, бидејќи тоа е резултат на 10-годишната реформска стагнација во македонскиот здравствен систем. Порачуваат лекарите, кои велат дека на министрите за здравство им е поважно да се сликаат, отколку сериозно да сработат нешто во корист на пациентите. Дополнителен проблем е и вработувањето по етнички клуч, што прави дури и лекарите да се плашат да се лекуваат во клиниките од македонското јавно здравство. Министри кои како идат повеќе се сликаат отколку што работат. Ја, да речем, многу повеќе би била среќна сигурно и целокупниот народ кога тие министри помалку би се сликале, а повеќе би седеле, би работеле со здруженија, со невладин сектор. Во моментот сме во ситуација кај што осигурениците на фондот им е кажано дека добиваат се, што практично на терен не се случува. Значи ви следи компјутер, магнет, операција, рехабилитација, на хартија само, тоа практично не се случува. Реакциите на лекарската фела доаѓаат од како вчера, како од Фондот за здравство, така и од Министерството се растрчаа да делат изговори и да се правдаат зошто го пратија младиот Леонид Иванов со државен хеликоптер во Австрија, за потоа да не му го платат тамошното лекување. Лекарите велат дека има многу решенија, но на секој мора да му претходи целосен ремонт на македонскиот здравствен систем, кој е трул со широко метастазирана корупција и непотизам. Мора се да почне од почеток. Да се направи некаков фонд на ниво на држава со кој што би можеле сите граѓани да одвоиме одредена сума, заради тоа што сепак фондот за здравство постои и е формиран од народни пари. Дали тоа фондот ќе одвои секој месец имало немало овакви случаи, да се договориме како би постоел систем на кој што секој со висока свест граѓанин би уплаќал во таков фонд. Треба да почнеме да носиме луѓе од запад. Може би е прекрасна идеја да почнеме да ги враќаме колегите од запад, бидејќи тоа се веќе лекари кои што имаат екстензивно и неколку годишно, повеќе годишно искуство на запад. Челниците на Фондот за здравство вчера порачаа дека и покрај тоа што немало никаква значајна реформа со години, тие не се брзаат со нови иницијативи за промена. Велат, за да се прошири листата на состојби кои ги покрива државата, потребно е да се менува Законот за здравствена заштита, што значи долги бирократски процедури.